На помалку од 3 недели до председателските избори во САД, неизвестно е каков ќе биде исходот на 5 ноември. Игор Стефановски од Гласот на Америка се јавува во живо во овој дневник. Игор, дали во овој момент води некој од кандидатите? Кате неизвестно е, нарече се самиот крај од председателската кампања во САД. Последната анкета покажа дека и актуелната подпредседателка Камала Харис и поранешниот председател Доналд Трамп и двајцата имаат 48% поддршка за председателските избори во САД. Анкетата е на NBC News и објавена на само 3 недели пред изборите закажани за 5 ноември. Таа е на национално ниво, што не би требало да го отсликува исходот од изборите. На председателските кандидати им е важно да добијат што повеќе електорати, а во секоја сојузна држава интересот за едниот или другиот кандидат е различен. Во некои од сојузните држави веќе е почнато раното гласање. Игор, што ќе биде пресудно за избор на нов председател? Во САД сите очи се вперени во 7 така наречени одлучувачки сојузни држави, кои се очекува да го одредат исходот на изборите. Тоа се Пенсилванија, Северна Каролина, Џорџија, Мичиген, Аризона, Висконсин и Невада. Округот Нортхемптон во Пенсилванија има неверојатна способност да ги избере победниците на председателските избори. Ги избра сите, освен тројца по 1920 година. Гласачите во Мичиген го избраа Доналд Трамп во 2016 а Џо Бајден и Харис во 2020 година. Тоа е сојузна држава која и двете кампањи веруваат дека можат да победат во ноември. Невада сега не се приклонува кон ниту една од големите партии, која исто како Аризона важеше за сигурно прорепубликанска. И освојувањето на Висконсин може да го донесе демократскиот или републиканскиот председателски кандидат во Белата куќа. И во 2016 и во 2020 година државата беше освоена со помалку од 1% поен од гласовите. Прашањата како економијата, имиграцијата, репродуктивните права, демократијата ќе бидат меѓу оние за кои американските гласачи ќе одлучат на изборите на 5 ноември. Кате? Игор, ти благодарам за ова јавување во дневникот на Македонската телевизија.